Добар ден, криптоентузијасти. Денеска имаме анализа на коин според вашите гласови, мада беше недоразбирање. Претпоставам дека поголемиот дел вас мислевте дека гласате за техничка анализа на алткоини, но уште еднаш ќе напоменам, значи техничките анализи моментално ги правиме во нашите петочни или саботни лайвстрими, зависи дали која недела како имаме моментално време. Така да во оваа ситуација гласањето кое што го направивме за оваа недела, највеќе гласови добија анализа на алткоин. Така да моментално следниот на листата на алткоини кој што треба да го истражуваме ние Aerodrome Finance, со извинение до Емануил, кој што го предложи овој коин одамна, но едноставно сме го прескокнале, премногу работа се случува, така да најчесто овие коини ги обработуваме во алткоин недела, но некогаш ги користам вака за да смениме малку едноставно материја, да имаме нешто ново, нешто свежо во текот на неделата, да не бидат постојано истите тематики, со тоа што во следната алткоин недела остануваат да бидат истражени според редоследот на кој што гласувате самите вие: Flow, Kudos, Cadena, Illuvium, Flux и Gnosis Pay. Тоа се следните коини кои што треба да ги истражуваме, кои што најчесто, тоест претпоставам дека ќе бидат истражени во една алткоин недела. Знаете, тоа е една целосна недела во која што истражуваме само коини и не работиме ништо друго на каналот, но затоа потоа, значи во оваа недела веќе гледате и сами, распоредот е целосно направен, го објавивме уште претходниот четврток, каде што вторник ќе мораме да одмориме малку, оваа недела ќе биде доста напорна за мене, посебно со оглед на фактот дека нели сум менаџер на хотел, во исто време имаме активна работа на самиот канал, значи ќе едноставно ќе морам да одморам малку. Во среда ќе имаме лайвстрим, имаме многу интересни теми, затоа што ова е лайвстрим геополитика и крипто. Знаете, во неделата имаме два лайвстрима постојано, минимум два лайвстрима постојано, меѓу кои првиот лайвстрим ни е практично негде во почетокот на неделата, во оваа ситуација во среда, каде што разговараме за геополитика и крипто. Овде ќе имаме многу интересни теми, може да видите од самиот постер, а нормално ќе додадеме и дополнително во однос на оние случувања кои што сега се случуваат, кои што ќе треба да ги додадеме. Во четврток ќе го имате видеото за BaseChain од Cryptophil, така да уживајте во материјалот на нашиот братски канал. Во петок ќе имаме лайвстрим техничка анализа по избор на заедницата, значи во текот на неделата очекувајте ќе имаме гласање, каде што имаме три типа на техничка анализа која што моментално ја правиме на овој лайвстрим, а тоа е техничка анализа на пазари, каде што ќе анализираме традиционалните и крипто пазарите. Втората ни е техничка анализа на алткоини, каде што анализираме алткоини по ваш избор, и третата ни е прашање од заедницата, каде што можете буквално се да прашате што ви интересира, како за алткоини, како за пазарот, како за техничка анализа, се што ви интересира, одговараме на ваков тип на прашања. И во сабота, значи не заборавајте, ова е многу битно, ќе имаме новогодишен Гемниџија лайвстрим, значи петок и сабота, двата дена ќе имате лайвстрим, во кој што петок ќе се држиме до техничка анализа, а сабота ќе имаме нешто интересно. Значи сакаме да ни стане традиција, до сега веќе 2 години, ова ќе биде трета, каде што на неколку дена пред нова година објавуваме што очекуваме во следната. Од претходната да ви кажам право и доста погодивме, посебно околу ETF, но како и да е, значи, тоа ќе биде доста интересен лайвстрим, каде што ќе обработуваме што се очекуваме од 2025 година, како од традиционалните, така и од криптопазарите, со тоа што една интересна работа околу тоа ќе поразговараме малку подоцна. Недела ќе имаме специјално неделно видео, наскоро ќе имате гласање како за што ќе биде темата на лайвстримот во петок, така и што ќе биде специјалното неделно видео на, тоа е практично 29, ако не се лажам, овој месец. Да, 29, значи 28 веќе кажавме, тоа ќе биде интересен лайвстрим кој што верувам дека не сакате да го пропуштите, посебно со оглед на фактот дека на учесниците ќе им доделиме два леџера, тоа се Ledger Nano S Plus, кој што јас би сакал искрено лично да ги доставам во предавањето во Велес, за кој што ќе разговараме на следниот слайд, и дополнително ќе има како две главни награди, уште две излекувања за едногодишно членство на нашата Patreon заедница, со тоа што, пак ќе напоменам, јас за леџерите навистина би препорачал, би сакал лично да ги врачам на двајцата гледачи кои што ќе ги добијат, доколку истите присуствуваат на нашето предавање во Велес на 9 февруари. Официјално потврдено 9 февруари во 5 часот во пијано бар во центарот на Велес, блиску до амфитеатарот, така да ќе биде многу интересно. Значи во 5 часот почнуваме, ова е недела, ми кажаа дека 10 февруари е државен празник, така да одговара, или пак не знам поради која причина е слободен, искрено да кажам, не сум доволно известен. Идејата е дека понеделник е слободен ден, ова е недела, многу луѓето работат и во сабота, значи тоа го избравме да биде овој ден. Дополнително 5 часот за луѓето да може да дојдат од различни страни на Македонија кои што сакаат да дојдат и да го проследат нашето предавање, а откако ќе заврши предавањето, тоа ќе биде околу 1 час предавање, 1 час прашање од заедницата,
Потоа ќе имаме многу добра забава, значи локално ќе ни обезбеди бенд и нормално секој од вас ќе може заедно со нас да помине неколку часови да поразговараме, да се подружиме, значи ќе биде верувам добра забава. Со тоа што пак доколку луѓето кои што ги добијат овие леџери не можат да дојдат во Велес, нормално ќе им бидат испратени по пошта од Малта. И дополнително во текот на овие 10 дена, само сакам уште еднаш да напоменам дека секој од вас може слободно да дојде на нашата Patreon заедница и да стане дел од истата 7 дена, да види како изгледа, да види како е чувството, да види каква е моментално енергијата на истата и да одлучи дали потенцијално сака да остане дел од нашата Patreon заедница. Со тоа што нашата Patreon заедница, за оние кои што не знаат, представува посебен тип на апликација на Patreon, каде што многу лесно може да го најдете нашата заедница, тоа е Криптогемиџија, или пак може да најдете во било кое видео во дескрипцијата има линк до нашата Patreon заедница, со тоа што која е поентата на оваа Patreon заедница, значи сите материјали кои што ги правиме, прво ги доставуваме до Patreon заедницата, а потоа ги доставуваме и на нашиот канал. Сите материјали секогаш ќе бидат бесплатни за македонскиот народ, но ова се луѓе кои што одлучиле финансиски да ни помогнат за тоа што ние го работиме, да можеме да продолжиме да го работиме бесплатно за сите македонци во светот. Така да како знак на благодарност, па така и оваа ситуација, неделното и понеделничкото видео ги добија еден ден порано членовите на нашата Patreon заедница во самата апликација каде што може и да ги погледат, а потоа нормално се достапни и за нашите гледачи. Дополнително, значи многу е лесно, само дојдете на апликацијата и може бесплатно да пробате било кој од членствата да видите како изгледа. Со тоа што имаме многу јака и многу активна би рекол атмосфера и група моментално на инвеститори кои што соработуваат заедно со нас. На секој од овие чатови може да најдете најразлична тематика, најразлична држина која што ја споделуваат целата наша заедница и на тој начин разменуваме информации, разменуваме едукација, значи буквално работиме на тоа да имаме една активна професионална инвеститорска заедница. Дополнително имате директно пораки до мене, како и потенцијална 1 на 1 сесија, доколку би сакале со мене нормално. Исто така да не забораваме и дека еднаш месечно на нашата Patreon заедница добиваат посебен тип на лайвстрим, кој што е само за Patreon заедницата, а тоа е лайвстрим на Microsoft Teams, каде што значи се на некој начин како состанок, седнуваме сите заедно кои што сака да дојде на самиот состанок и разговараме на теми кои што нели би сакала заедницата да поразговара, прашања до мене и така натаму, така да последната беше доста интересна, имавме многу активни членови кои што имаат многу познавање и јас научив доста, така да тоа е нешто позитивно кое што се случува во нашата Patreon заедница. Уште еднаш ќе напоменам, многу лесно може да ја најдете во дескрипцијата на секој од нашите видеа. Дополнително, денеска, како што кажавме, ќе работиме на Aerodrome Finance или Aero токенот. Искрено, морам да ви кажам веднаш, доста позитивен токен. Размислувам да го ставиме во нашето портфолио. Единствен проблем моментално кој што го имаме е дека истиот не е излистан на поголеми менувачници, но затоа потоа одговара многу во типот на портфолио кој што го развиваме за самиот канал. Ќе разговараме на крајот од ова видео, но искрено ви кажувам, размислувам да го додадам. Проблемот е што моментално многу е тешко да се најде токенот. Успеав да го најдам на Uniswap, кој што може да поврзам со мојот MetaMask, но е буквално ѓаволипло, што би рекле на Велешки, за да го средиме и да го додадеме на портфолиото. Сепак многу одговара на нашето портфолио. Сега, како изгледа една анализа на Coin токен, доколку не сте виделе до сега? Значи тоа е посебен тип на анализа во која што се посветуваме целосно на фундаментална и техничка анализа на еден проект, во оваа ситуација Aerodrome Finance. Сите досегашни проекти кои сме ги обработиле може да ги најдете на нашиот канал во плейлистата анализа на коини и токени, каде што досега имаме обработено околу 90, значи 90 и нешто, ако не се лажам, моментално имаме коини и токени обработено, повеќе дури од најголемите интернационални канали, со тоа што ова е обработка на македонски јазик. Односно се обидуваме да направиме директорија на истражување на сите овие најразлични коини на македонски јазик, со цел македонците прво да може да се запознаат на македонски јазик со овие проекти и да имаат основно истражување од кое што понатаму би го надградиле доколку сакаат да инвестираат во некој од овие проекти. Значи тоа е главната цел на оваа плейлиста, на оваа наша работа на каналот и првично беше да стигнеме до 100, а веќе сега гледаме дека многу лесно ќе стасаме уште за некој време до 100. Понатаму планираме да продолжиме со уште нови проекти и да ги надградуваме веќе истражените со второстепени истражувања во однос на најнови апдејти и нови вести за овие коини. Со тоа што како го правиме тоа, одговараме групи на прашања, значи имаме 6 групи на прашања кои што треба да ни дадат една целосна слика за тоа што представува овој проект и кои се неговите јаки и слаби страни.
со тоа што не очекувате да ги одговараме по ред, значи секој од овие коини си има така речено нели различен тип на објаснување во однос тоа каков тип на коин станува збор, така да поради ова не очекувате да ги одговараме по ред, но сега ќе ги одговориме сите прашања до крајот на ова видео. Како и секогаш првото прашање кое што секогаш го одговараме е неговата апликација и практична примена на коинот, односно се обидуваме да видиме дали има други проекти кои што му се конкуренција и дали има апликации од реалниот свет кои што можат да го заменат, затоа што на крајот од денот тоа е поентата, треба да видиме што е суштината на овој проект и што е тоа што он го решава од реалниот свет кој што на пример друг не го прави или пак го прави најдобро или како и да е. Во оваа ситуација, значи, Aerodrom Finance представува најголемата децентрализирана менувачница на Base протоколот, тоа е Layer 2, кој што е изграден на Optimism, а е на екосистемот на Ethereum. Со тоа што во делот на токеномија, прва работа, пред да продолжиме да објаснуваме за првото прашање, одма да разјасниме дека станува збор за апликација. Значи дека нема свој блокчейн, туку има апликација со свој токен, тоа е Aero токенот. Повеќе за тоа ќе разговараме малку подоцна, сега ќе се вратиме на основата, а тоа е неговата апликација. Со тоа што знаете, сами многу пати зборуваме, јас си понатаму сум длабоко уверен дека само прашање на време е кога децентрализираните менувачици ќе превземат од централизираните, тоа нормално доаѓа со писменоста на секојдневниот човек, односно колку повеќе се разбира во крипто, колку повеќе се разбира во користење на алатки од крипто светот, толку повеќе разбира дека неговите средства се многу побезбедни кога користи децентрализирани менувачици, затоа што не ги депонира своите средства, наспроти централизирани менувачици каде што мора да ги депонира истите пред да може нормално да ги користи. Така да во оваа ситуација гледаме многу јасно тренд во кој што се повеќе и повеќе се зголемува процентот во кој што децентрализираните менувачици имаат трансакции наспроти централизираните. И нормално треба максимално да го искористиме овој момент каде што очекуваме дека децентрализираните финансии ќе го превземат овој свет, посебно во крипто, што е многу очигледно, значи станува збор за поусовршен дел, поусовршена верзија на финансиите во овој свет. Со тоа што пак ќе напоменам, значи се враќаме на моментот дека на Base Chain, ова е децентрализирана менувачница, и затоа знаете, ние веќе имаме инвестирано во Uniswap, исто како што имаме инвестирано во Chainlink, а повторно инвестираме во PIT, кој што е негова, да речем, втора најдобра опција во однос на Oracles во категоријата. Сега овдека мислам дека е многу паметно, барем за нашето портфолио, да инвестираме во овој коин, Aero, но проблемот е треба да најдеме некоја варијанта која што ни одговара за инвестирање, затоа што моментално не е само значи да го најдеме по секоја цена, поентата е и да ни биде исплатлив за да може да го купиме нормално, поради физ и поради технички причини нормално. Сега, кога станува збор за категоријата во која што се наоѓа, генерално тоа е DeFi категоријата, нормално она има подкатегорија, тоа се DEXs, но во DeFi можеме да видиме дека се наоѓа доста ниско, значи истиот има негде околу 1 милиарда, 1,1 милиарда market cap, што е реално мал, знаете и сами, од 1 до 5 милиарди ги сметаме за мали проекти, така да е буквално на границата, додека кога станува збор за DEX-ови, значи децентрализирани менувачници, истиот е на доста високо место. Значи може да видиме дека се наоѓа на 2-4-6 место според менувачници во зборуваме децентрализирани менувачници и како таков јас верувам дека има голем потенцијал, највеќе затоа што се наоѓа на еден од најактивните DeFi Layer 2, тоа е Base Chainот, но за тоа малку подоцна. Уште еднаш да ги одговориме овие две прашања. Значи дали постојат апликации од реалниот свет кои што може да го заменат? Реално тоа се практично централизираните менувачници, но уште еднаш ќе напоменам, јас верувам дека само прашање на време е кога ова ќе се промени и кога централизираните менувачници целосно ќе бидат заменети од децентрализирани менувачници, кои што можеме да ги користиме без да правиме депозит на сопствениот капитал, односно директно правиме размена од сопствените новчаници. И затоа верувам дека ова е една од категориите во кои што дефинитивно постојано ќе инвестираме, без разлика кој bull market поред е тоа. И втора работа, дали има други проекти? Да, официјално има, како што можеме да видиме, но една битна работа која што мораме да забележиме е дека овие децентрализирани менувачици најчесто се фокусирани на еден блокчейн. Како што Jupiter е фокусиран на Solana, Uniswap е фокусиран на Ethereum, Torchain е единствениот од овие кој што моментално е фокусиран на повеќе различни блокчейни, но генерално најголемиот дел од нив се фокусираат на еден блокчейн. Така и во оваа ситуација, значи Aerodrom Finance се фокусира на Base блокчейнот, односно Base Layer 2. Така да поради оваа причина, затоа и мислам дека е паметно, затоа што
Сега ќе погледнете споредбено со останатите, значи Layer 2 зборуваме Base е многу успешно. Така да колку поуспешна е, толку повеќе трансакции, толку повеќе луѓе, толку повеќе се користи оваа менувачница за да се прават размени помеѓу токени. Погледнете и сами, значи моментално Base е на апсолутниот врв скоро по се. Значи Total Value Locked само Arbitrum има повеќе од неа, значи гледаме дека има 13 милиарди долари моментално инвестирани во овој екосистем на Base, зборуваме на Layer 2 на Coinbase менувачницата, така. Освен да речем Total Value Locked, се останато е на прво место Base. Значи можеме да видиме дека моментално имаат огромна количина на трансакции, погледнете и сами. Значи кога станува збор за значи ова е колку трансакции во секунда поминува во тек на еден ден, Base за разлика од сите останати, каде што гледаме дека вториот најдобар е Arbitrum со 25, додека Base има 100 трансакции во секунда во текот на денот, погледнете и сами, 246 милиони трансакции во текот на еден ден. Че ова е чисто за да видите како прилика изгледа неговата активност моментално на Layer 2-ките, значи непобедлив е. Дополнително истото може да го видиме и по секоја друга матрица. Погледнете, значи ова е споредба на сите Layer 2 на Ethereum, каде што е месечни трансакции. Неспоредливо за разлика од останатите. Погледнете колку многу има, така. 125 милиони, следниот е 16 милиони, тоест 37 милиони Arbitrum, така. Ако продолжиме понатаму, месечни трансакции, иако моментално има голем пад на трансакциите, повторно е најдобар. Како може да видите и сами, значи по 3 пати подобар од најдобриот, така. После него, нормално. Месечни корисници 8,8 милиони, за разлика од тоа следниот Arbitrum со 783.000, така. Неделни корисници, иако доста намалено, од 4 милиони и 500.000 на 266.000, но тоа е поради намалената активност моментално во овој месец и да речем она каскадно ликвидирање што го имавме. Неделни корисници, еве истата ситуација, значи за неколку десетици пати понекогаш е подобар од останатите блокчейни. Месечни активни корисници 12 милиони, за разлика од следниот кој што има 2, или еве Ethereum кој што има 4,2. Неделни ова е ревенју колку прави, повторно прави највеќе ревенју за разлика од останатите, може да видите и сами. Значи буквално во се нема во што моментално не победува во однос на сите останати Layer 2. Така, тоа ни покажува дека станува збор за најактивниот Layer 2 и нормално најпрофитабилен би бил дексот на најактивниот Layer 2. Така, во оваа ситуација, а тоа е нормално Aerodrome Finance. Затоа и реков дека Aero токенот ќе биде добар за нашето портфолио на каналот, кое што не ни е толку, да речем, е многу поагресивно за разлика од моето лично портфолио и многу ќе одговара во моменталниот, да речем, стадиум во кој што се наоѓа овој коин, со оглед на фактот дека е на самиот почеток, а има многу голема адаптација и многу добри вести. Така да, сега моментално, како што кажав, правиме истражување за тоа каде потенцијално може да го земеме, со оглед на фактот дека истиот моментално се наоѓа на Gate.io од големите менувачници. Само да ви покажам отприлика каде и како може да го најдете тоа, значи на CoinGecko, доколку го скролнете надолу, еве ќе видите каде се може да го најдете. Coinbase немам и не планирам да имам, значи сигурно нема да купувам Coinbase, тоа е не ми треба муриканска менувачница, само ми треба да профитирам од неа. Gate.io за жал немам, KuCoin за жал немам. Како најдов моментално на Uniswap, но фито е огромно, ретардирано е фито, така да евентуално ќе пробаме оттаму. И евентуално PancakeSwap, но PancakeSwap е на Binance, така да ќе треба да го имаме на Binance Chain, нема логика да имате Aero Finance на Binance Chain, кој што е буквално компетитор на Ethereum, иако моментално се во соработка, како и да е. Добро, значи тоа е околу делот, ако го купиме ќе ви кажеме дефинитивно, не се секирајте, ќе знаете со сигурност. Сега, некои битни работи за самиот, да речем, токен, во однос токеномијата, че уште еднаш ќе напоменеме дека истиот нема свој блокчейн, представува токен на Ethereum екосистемот на практично Base Layer 2 или во оваа ситуација на Optimism. Така. Со тоа што значи моментално има огромна количина на Total Value Locked. Тоа е значи колку голема количина на пари се инвестирани во овој DeFi проект или децентрализирана менувачница, со тоа што нормално тоа ние го потврдуваме, значи не можеме да веруваме што ќе ни кажат на нивната страна, секогаш мораме тоа да го потврдиме, со тоа што во денешно време, посебно за крипто, постојат децентрализирани алатки како DeFi Llama, кои што може тоа многу лесно да ни го покажат.
Значи моментално да видиме колку има total liquidity, не туку total value locked, ние 1,5. Така, total value locked е 1,5, они кажуваат дека има 1,4. Значи дури има и повеќе од тоа што они го кажуваат на нивната страна, што е одлично. Тоа значи колку е поголема количината на пари која што е заклучена на овој проект, толку повеќе пари има обрт во самиот, да речем, екосистем на овој проект. Така, со тоа што ако споредиме, каде се наоѓа во однос на другите проекти од DeFi секторот, значи Total Value Locked, можеме да видиме дека е на сосема солидно место. Значи не заборавајте дека ова се најголемите DeFi проекти во целиот свет, каде што Uniswap има 5,7, а Uniswap е веќе втор цел bull market, така, за разлика од тоа се наоѓа на некое 30-то место, го најдев овдека, ево, Aerodrome Finance, 33-то место со 1,5 милиарди, што е реално сосема солидно. Значи PancakeSwap има 1,8, така, овдека видовме Jupiter на Solana има 2,4, што не е воопшто лошо, така. Не заборавајте дека ова е Layer 2. Значи ова не е ни Layer 1, ова е буквално на Layer 2 децентрализирани мервачици. Така да ова е крајно добро и верувам дека оваа ситуација е буквално значи таква затоа што ова е за самиот Coinbase. Значи Coinbase мервачицата ќе биде еден од главните, да речем, корисници на овој liquidity provider и децентрализирани мервачици во исто време. Со тоа што според DEX volume, значи колку трансакции моментално имаме на сите овие да речем различни DEX-ови, така, погледнете. Значи Uniswap има 5,7, Radium 1,95 и овдека ние на четврто место Aerodrome. Така, значи кога ќе ги погледнеме според DEX-ови се наоѓа на четврто место по Total Value Locked. Значи ова е крајно позитивно. Гледаме дека на вистина како DeFi DEX на вистина е на солидно високо место, со оглед на фактот дека истиот има исклучиво на Base апликации, така, кои што го користат за размена, така речено, на токени. Значи тоа е неговата главна улога, размена на токени, тоест на токени во оваа ситуација. Еве како изгледа, значи практично има свој swap, со тоа што сега овдека, значи ова се новчениците кои што може да ги користите, за да правите swap на него, нормално. Coinbase Wallet, ова се стандардни Ethereum wallet, така да и тоа во браузер wallet, ако не слажам овдека, може да го да, овдека ви ги дава тие што ги имате. Еве јас го имам Zerion на пример, можете да го направите со тој, како и да е, чисто за да напоменеме како изгледа, значи е стандарден DEX. Сега, што имаме друго овдека што е многу битно во однос на неговата апликација е како функционира неговиот коин, односно токен. Значи он поседува свој Aero токен, кој што моментално се користи од сите Aero, да речем, кои што го поседуваат овој токен, можат истиот да го користат со цел од liquidity провайдерите да добиваат еден интересен инсентив. Многу интересно направено, значи сега ќе ви покажам како тоа изгледа. Значи моментално вие треба да го заклучите вашиот Aero токен. Нормално треба да се логирате, значи треба да направите конект со соодветен новчаник ако имате Aero токени и да го заклучите вашиот Aero токен или количината на Aero токени кои што ги имате со цел да ви биде дадено право да гласате. Гласате за тоа на кои liquidity пулови, значи тоа е поентата на Aero, на DEX-от, нели, да има базирани на ликвидност кои што се користат за размена на токени. Со тоа што вие практично гласате кои liquidity пулови ќе ги добијат и во која количина Aero токените, затоа што знаете сами, значи моментално Aero се дава како награда на сите оние кои што даваат ликвидност во овие liquidity пулови, така. Со тоа што многу интересно направено. Liquidity пуловите можат да ви даваат мито. Значи они ве подмитуваат за вие да гласате повеќе за тој liquidity pool, за liquidity пуловите да добиваат што повеќе Aero токени, а ви Aero гласачите добиваат назад практично fees од тој pool и дополнително добиваат incentives. Значи гледате се како е направено ова кружно, така. Значи сите fees кои што моментално се произведени во еден liquidity pool ги добиваат Aero стейкерите, а додека liquidity poolот добива назад Aero токени за тоа што соодветно дава одредена ликвидност на еден пар, така. Многу интересно направено, со тоа што за жал не можам да покажам ова, немам ни еден од овие wallet и не можам сега да го направам за жал и да имам, нема да имам токени, така. Значи многу интересно, детално објаснето во овој дел. Значи еве овдека може буквално да си направите скриншот да видите како изгледа. Значи идејата е дека со овие Aero токени кои што ги имате, вие имате право на гласање. Ваквото гласање ви носи одлука за тоа кои liquidity пулови, колку голема количина од токените кои што се ново произведени на Aero ќе добијат,
а вие за тоа добивате fees од таквиот базен, како и дополнително добивате incentives, односно, овдека е запишано тоа, значи, оние liquidity пулови даваат мито за вие да гласате за нив. Значи, по-капиталистичка работа од ова немам видено, браво, секоја чест, значи, баш паметно им текнало да може да ги... И уште еднаш, ова се новчаниците кои што може да ги користите за да го приклучите вашиот новчаник, значи, да ги имате токените и да ги заклучите на Aerodrome Finance Dexот. Со тоа што за жал за Roadmap не најдовме ништо, значи ова е премногу нов проект, верувам дека затоа и нема ништо многу посебно околу овој дел. Дополнително нивната страна е многу едноставна, значи има само 2-3 опции да бидеме реални. Погледнете и сами, скоро и да нема што да се истражува. Така, значи swap liquidity тоа што ја покажав сега, swap е буквално самиот swap и тоа е тоа. Ниту една од овие опции не може да се кликне, гледате и сами, значи ова е само објаснување, тоа е тоа. Значи многу едноставна и нема многу информации, затоа и не можеме да најдеме да речем информации за roadmap, тоа претпоставувам дополнително натаму ќе го добиеме како да речем информација од самиот проект. Сега за сега немаат ништо посебно. Следна битна работа, значи имаат свој Discord, на страна од тоа што имаат нормално, како што веќе покажавме, со нивниот wallet да ги заклучите вашите токени за гласање, имаат свој Discord, многу лесно може да се приклучите. Овде ги имаат сите најбитни известувања, како што може да видите, не е нешто посебно активен, но ако ништо друго барем имате постојани информации за самиот проект и што се случува на истиот. Со тоа што можеме да поразговараме малку повеќе за вести за проектот, тоа веќе имаме. Значи, погледнете и сами, Base самиот по себе одлучува да инвестира во овој проект, Aerodrome Finance, уште февруари 2024 година и од тогаш истиот и реално почнува со раст, со тоа што Base овдека не е пишано точно колку има инвестирано во него, но се пишува дека самиот Base проект буквално почнува да соработува со Aerodrome Finance и да го помага овој проект за да биде во оваа ситуација најголемата децентрализирана менувачница на неговиот блокчейн. Дополнително, како се движат работите, значи се подобро за него, морам да признаам, Coinbase, значи не само Base како Layer 2 во оваа ситуација на оптимизам, туку и Coinbase директно одлучува да инвестира во самиот Aerodrome Finance, со тоа што и овдека не е точно пишано колку и што, пишано е дека истиот моментално почнува да инвестира во него. Значи, како да ви кажам, сега овдека објаснето е оприлика некои основи, но не е доволно објаснето за да се види што и колку и каде и како имаат инвестирано, како и да е. Значи, гледаме дека моментално директно Coinbase е влезен во овој проект, а нормално тоа ни покажува дека има иднина, зашто Coinbase не инвестира туку така во проекти. Веднаш потоа гледаме уште една вест каде што Pantera Capital, Spartan Group исто така купуваат Aero, и тоа во солидна количина. Значи 460 Ethereum, ова замислете е во октомври, каде што цената беше најниска. Spartan групацијата менува 460 Ethereum за овие 903.000 Aero токени, кои што моментално се негде по $2, колку што е моментално цената, само да проверам да не сгрешам случајно. Но ако се сеќавам добро, не 1,5, да, повторно не е 2, туку е 1,5. Значи дека тоа се колку 903,5 милиони $400,000 вредни Aero токени, Pantera 475,000 токени, значи гледаме дека големи компании почнуваат да инвестираат. Знаете дека Pantera и Spartan се едни од најголемите поддржувачи на проекти во криптосферата и како капак на се во 18 ноември $20 милиони инвестиција од Coinbase во Aero проектот. Значи тоа ви кажува дека дечките стојат позади овој проект и затоа уште ќе напоменам, ова е една од главните теми кои што ме натера да размислам овој проект да оставиме во портфолиото. Значи во DeFi делот на портфолиото скоро и да немаме ништо во портфолиото на каналот, така да ова е голема веројатност дека ќе го внесеме во тој дел, но пак треба да видам дали ќе можам реалистично да го направам, да не биде само нели сакаме, туку да гледаме и дали може тоа да се направи. Значи тоа се вестите за проектот се доста позитивни. Од друга страна да не забораваме дека овој проект е прв bull market, така да допрва ќе има потенцијал за движење. Гледаме дека истиот е од февруари 2024 година, тоа е со тоа што најосновната техничка анализа ни покажува дека станува збор за првенствено bull flag, кој што моментално е во овој канал, на почетокот на неговото постоење би рекол, каде што моментално овој bull flag, како што можеме да видиме, се проектира на некои $15 цена. Значи ова е во брз, да речем, рок, со тоа што јас мислам дека многу лесно од нивните
1 милиарда може да порасне на 15 милиарди многу лесно во еден bull market. Но ова е само реализирање на првата формација, доправа ќе видиме колку е голем неговиот потенцијал, затоа и сакам да го фатам сега кога е на оваа локална корекција пред негово придвижување нагоре. Гледаме дека веќе има солиден раст, значи од 50 центи до така речено $2, значи има 4x од претходната корекција од септември па наваму, така да реално сега е моментот да се купи, барем тоа за мене го зборувам нормално, со тоа што еве корекцијата која што зборуваме, значи моментално се сигнува надолу и RSI и сток RSI е препродадено над 70. Оваа корекција како што може да видиме само што е почната, но најчесто ваквите корекции во bull market кратко траат. Затоа и сакам ова да го искористам сега, нема да чекам цената да продолжи да се движи надолу и ако успеам да најдам начин на кој што би можел да го акумулирам, ќе го акумулирам веднаш. И ќе бидете известени на каналот. Нормално, тоа е се, нема нешто посебно околу овој дел, би морал да напоменам дека не заборавајте, битно е да се напомене, ова е прв bull market, скоро и да нема што многу да се анализира, тоа беше неделен чарт, така да ова се нови коини кои што најчесто знаете и сами, првиот bull market има многу добар. Следна битна работа која што треба да се напомене е нивната токеномија. Значи гледаме дека половина од вкупната количина на токените се веќе пуштени во употреба, од 1 милиарда и 400 милиони, 718 милиони се веќе пуштени во употреба, така да барем половина од ово, значи знаете дека ако разговараме за оптимизм и арбитрум, истите имаа по 20%, така да ова и не е така лошо ако мене ме прашувате. Од друга страна, повторно, станува збор за екстремно мал маркет кап од 1 милиарда, а се наоѓаме во bull market, така да ова е позитивно. Е сега проблем во оваа ситуација е што нема токеномија. Значи јас проверив се, во однос со токеномијата не можеме да видиме, тоест распределбата. Значи нема распределба да видиме кој на колку му припаднале од овие токени, не можев да го најдам тоа ни на токеномист, значи погледнете и сами. Овдека знаете дека за поголемиот дел од коините се наоѓа, за овој не се наоѓа, така да тоа е една негативна страна, морам да признаам, каде што не знаеме колку од овие токени ќе бидат допрва пуштени, кој е нивниот vesting schedule, во кои транши ќе бидат пуштени, така да тоа е негативна ствар, но пак ќе напоменам, значи тоа се некои ризици кои што потенцијално можеме да ги превземеме, не е лошо, зашто го велам тоа, затоа што не заборавајте дека повторно овој проект директно инвестирале Pantera, Spartan и Coinbase. Значи тоа се три големи ентитети, посебно Coinbase и Pantera, кои што не би се дрзнале да инвестираат во ваков проект ако истиот нема вредност. Така да, верувам дека они сигурно го имаат најдено тој vesting schedule што јас не можам да најдам и очигледно е добар, затоа е инвестирале, така. Дополнително, за жал исто така не можеме да најдеме ни информации во однос на тоа како се развива проектот, значи дали има нови скрипти на GitHub и така натаму, значи едноставно нема податоци, но не заборавајте, станува збор за DEX, така да дексовите немаат ни нешто посебно многу девелопери, немаат ни нешто посебно многу девелопмент, затоа што на крајот од денот нивната основна работа што е? Swap, liquidity providing и swap на токени. Така да не е страшно, во овој дел не гледам некој голем проблем. Проблем е кога не можеме за Layer 1 да најдеме ваков тип на информации, додека за DEX не е така нешто посебно голема работа. Дополнително ќе погледнеме и на ново уредената страна на Developer Report, каде што можеме да видиме колку девелопери моментално има во самиот проект. За жал, истата ситуација не можев да најдам, значи еве ќе погледнеме овдека на врвот, малку е сменета за разлика од последниот пат, значи ако провериме Aero, можеме да видиме дека нема информации за колку девелопери работат на овој проект. Тоа е за жал негативно, но пак ќе кажам не е толку страшно, станува збор за DEX. И на крај една работа која што успеав да ја утврдам, сега тоа е проблемот што ние немаме vesting schedule, а имаме ситуација во која што има два новчаници кои што имаат солидна количина на токени, значи ова е колку е децентрализиран самиот проект во однос на топ 100 новчаници. Можеме да видиме дека еден новчаник има околу 29,25% вкупната количина и нема назнака кој е тој. Вториот новчаник е со 17,8 Mercatox, но гледаме дека станува збор за менувачница, така да не е страшно. Тоа се токени кои се користат за ликвидност на оваа менувачница. Додека за разлика од тоа, пак ќе напоменам, овдека е проблемот, каде што не знаеме кој ги поседува овие 29%. Предпоставувам дека тоа е самиот проект. Верувам дека тоа е потенцијално проектот кој што моментално ги распределува како награда, вајда, не знам. Значи тоа е проблемот што навистина не можеме да знаеме, ова може да биде еден поединец и 29% од токените е голема работа. Така да навистина не знам, тоа е единствената работа која што морам да кажам дека е негативна. На страна од тоа гледаме дека понатаму воопште нема голем проблем, значи ова се некои мали количини на токени кои што и да не знаеме кои користи, нема да може да направат некој огромен дамп на пазарот. Ова е најголемиот проблем.
Се останато изгледа солидно за коинот. Уште еднаш ќе напоменам, значи јас гледам позитивно на ова затоа што ова се ризични коини кои што имаат поголем потенцијал во однос на маркет кап, во однос на адаптација, прв бул маркет, тоа се позитивни работи кои што сакам да ги имам на коините кои што ги ставам во моето портфолио на каналот, затоа што сме доста поагресивни и сакаме да направиме максимум профит со цел каналот понатаму да биде целосно финансиски независен и да може самиот себе си да се одржува финансиски. Така да, тоа е се надевам дека уживавте во денешното видео за Aerodrome Finance. Во текот на утрешниот ден, иако каналот нема да произведе нов материјал, тоа не значи дека нема да бидеме активни, не се секирете, ние сме секогаш активни, само евентуално ако имаме некоја итна работа, некој итно случување, очекувајте дека веднаш ќе направиме лајвстрим, во спротивно ќе гледаме малку да одмориме и се гледаме во среда со следниот геополитика и крипто лајвстрим во 10 часот навечер. Верувам дека ќе сакате да бидете дел од овој лајвстрим. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџи.